Сведоштвото на споменка Цубалеска, која се обиде да си го одземе животот поради извршителка, охрабри уште неколку граѓани да го кренат гласот против самоволието на дел од извршителите и спрегата помеѓу нив и поединци од судскиот систем. Гостиварецот Рахми Ергюл заеден он раскажа како бил измамен од своите соседи и луѓе блиски на извршителката Весна Јакимовска од Гостивар, па морал да си ја откупува својата куќа, еднаш од банката и еднаш од соседот. Сега ја како ипотекарен жирант на Ако градба, 2 месеци ме молеа, се согласив, без никаков интерес, да бидем ипотекарен жирант, да земат да работам. Не биле уплатени 3 рати, ние како ипотекарни жиранти, се уклучивме и уплативме банката пред време. Со камати, затезни камати, извршителски услуги, банкарска провизија, значи салдо 0. И банката е уплатен пред време. Но извршителката извршила фиктивна, лажна продажба. После година дена иде, ја имам потврда дека банката ми е уплатен. Од банка имам дека не поседуваме никаков долг. После година дена идет и викат имотот ти е продан. Гостиварецот и своите хипотекарни должници уплаќале на сметка кај извршителката која добила налог за извршување од банката по активирање на хипотеките. Рахми имал потврда од банката дека долгот е отплатен, но во меѓувреме банката побарала од извршителката да го изврши долгот. Јакимовска, без да го извести Рахми, го продала неговиот задолжен имот на неговиот сосед Аријан Рамадани. Кога Ергюл ја прашал Јакимовска зошто имотот му се продал при издадена потврда за исплатени рати во банката, таа му рекла дека неговите пари се на посебна сметка. За да му го врати имотот, купецот Рамадани побарал од Рахми Ергюл да му ги врати парите од инвестицијата. Рахми се договорил да му плати на Рамадани со парите кои лежеле на посебна сметка на извршителката, а извршителката му напишала и признаница пред тројца сведоци. Рамадани Аријан и Рамадани Ајтен, наместо да ми даваат имотниот лист, први комши, еве тука е, наместо тие заложиле во Слободска банка, извршиле тешка измама. 10-члена породица сме, ни криви, ни должни. Него со полиција дојде таке бандитски со една обична артија, а ние ја покажувам потврда дека немаме никаков долг, сите докази тука са, но јавниот обвинител дрема 12 години и се уживљава со 10-члена породица, а јавниот обвинител Амет Амети. Гостиварецот ги обвини соседите дека со умисла и со измама се организирале да го иселат со семејството од центарот на градот. Според него, голема вина имало и кај извршителката Весна Јакимовска, обвинувајќи ја дека е творецот на измамата. Фактички ја, истата моја куќа, ни крив ни должен ме тера да купам. Ни крив ни должен. Ова е цела работа. Цел град го исели извршителката Весна Јакимовска. Кому сака продават, кому сака пролонгират, од кого сака зема пари, од кого, ако му даваш пари, пролонгира, ако не извршува, вреден имот продават, само власти, само власти. Основниот суд во Гостивар го прогласил Аријан Рамадани за виновен за измама и го осудил за казна затвор во траење од 1 година, но апелациониот суд во Гостивар ја прифатил жалбата на обвинетиот, ја укинал пресудата и го вратил предметот на повторно судење. Неговиот сограѓанин Денис Селими исто така имал проблеми со извршителката Весна Јакимовска. Извршителката наместо да извршува на фирмата должник Дени Комерц, која ја поседувал друг човек, извршувала на физичко лице, кај Денис Селими и кај неговата мајка Сузана Селими. Во 2013 година, мојата баба беше на смртна постела и ја државме во живот со боци кислород. Извршителката влезе дома со сила за да види дали навистина баба ми е пред умирање. Се уште ги паметам зборовите, ова е се наместено, лажат само за да не извршуваме, ајде да ја оставиме да умре, па да дојдеме после тоа. Ова го кажа со широка насмевка. Оваа година извршителката повторно извршувала и му одзела накид вреден 6000 евра.